Примере, ке кажете, вчера, завчера во една прилика, тие што критикуваат владата се талог на општеството. Дозволете да ги изнесам констатациите на граѓаните кои што ги нарекувате дека се талог на општеството, поради тоа што поплаките, прашањата и се останато доаѓа од нив, не директно од нас. Знам дека сакате да зборите и за убави работи, веројатно тоа се случува за мала група на луѓе околу власта, меѓутоа не за целата држава и за сите граѓани. Мисле да прашам нешто за мигрантите, ама донесовте резолуција која што е противуставна, со која што забранувате слобода на изразување, слобода на говор, се заканувате со кривични постапки, како времето на Третиот рајх, резолуција, само тоа што ќе каже власта, само тоа е вистината. Како Ванчо Михајлов да пишувал, ако пишувал овој документ кој што мнозинството на власта го изгласа тука во парламентот. Интересна пиар стратегија, договорена од новите пиар стратези. Навистина чудни соопштенија испраќате секој сабајле, но предпоставувам така тие ве викаат, па мислите дека тоа е начинот на кој ќе бидете левица од Алиекспрес. Јас не реков дека вие сте талогот на општеството, иако вие нас не навредувате секој ден. Дури и мислите дека со една платформа што ја направивте, дека на тој начин ќе ни нанесете некаков, како да кажам, удар, па ние ќе се почувствуваме нервозни, фрустрирани и така натаму. Не. Само дополнително им кажувате на граѓаните зошто губите континуирано избори 7 пати поред, зошто сега на 11 повторно ќе изгубите, и еве јас ви велам, и следните парламентарни избори дебакл ќе ви се случи, пак ќе изгубите. Еве јас ви велам, памтете ми ги овие зборови денеска што ви кажам, ако вака продолжите. Мој совет ви е, немојте да дозволите да ве носат континуирано во длабоко, на крај ќе се удавите. Еве сега некако вештачко дишење преживеавте. Мој совет ви е, немојте.